3 предмети за обвинетите полицајци за пожарот во Кочанската дискотека Пулс останаа без обвинител. Обвинителката која ги водеше истрагите не доби нов мандат во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. За Ивана Алексова Трајчева беа само 20 членови на Советот на јавни обвинители, додека останатите беа против. Против неа се изјасни и новиот државен јавен обвинител Ненад Савевски, кој од друга страна смета дека не треба да има стагнирање во процесите. Сепак неизвестно е кој обвинител ќе ги преземе овие предмети, во кои се обвинети вкупно 23 полицајци. Образложението на Советот беше дека треба да се даде шанса и на други обвинители. Сосема е нормална ситуацијата да од одредени причини јавен обвинител не е во можност да се јави и да продолжи како јавен обвинител да застапува конкретно обвинение, меѓутоа секогаш се под тој предмет се назначува друг обвинител кој што ќе продолжи. Како и да е, мојата интенција е секогаш причина за одлагање на предметите да не биде отсуство на јавен обвинител од било кои да е причини. Кој не го оспорува работата на колешката. Напротив, го цениме таа работа. А не ја избравте како ја цените и вие гласате против? Па гласавме од причини што ми дадовме шанса на новите обвинители. Дали ако добие осудител на незините истраги и обвиненија, ако до крајот, ако се успешни, дали вие нешто ќе дадете тука или ќе се извините? Колешката не е ни прва ни последна. Што не е избрана или избрана. Значи треба да бидеме транспарентни. Советот требаше да гласа за 5 испразнети места во ова обвинителство, на потполни 4. Ги изгласа Енгелуша Леши Кадрију, Александар Марковски, Ана Гоговски и Ана Стојковиќ. Сите, освен Кадрију, кој е од организиран криминал, доаѓаат од Скопското обвинителство. За сите се гласаше речиси едногласно. Советот на јавни обвинители на денешната седница не избра ниту виш јавен обвинител. Ниту еден од пријавените не го доби потребното мнозинство. Оставка од таа функција во декември се поднесе Мустафа Хајдулахи, за кој има истраги за психичко малтретирање на вработени. Тоа обвинителство функционира со вршителна должност, согласно закон. Таа е избрана негде декември, има 6 месеци мандат, значи уште има одлука и таа одлука ќе ја почитуваме до крај. Ние согласно закон ќе отвориме нов оглас и процедурата ќе си тече нормално. Инаку за местото на Хајдулахи беа пријавени обвинителката Фатиме Фетај, Владимир Милошевски, Јасмина Костеска-Здравеска и Артан Ајро. Новоизбраниот државен обвинител Савески јавно ја поддржа само Костеска-Здравеска, обвинителката за која во минатото јавноста можеше да слушне во разговорите од така наречените бомби меѓу Мијалков и Јанкуловска. А незиниот сопруг беше меѓу обвинетите од СЈО во случајот Мојкник, а од лани е и член на Комисијата за заштита од дискриминација.